Балансер, алатка за вработување само по етнички клуч. Директори што не знаат да зборуваат македонски, министри што зборуваат само англиски, вработени кои не се ни појавуваат на работните места. Балансерот, наместо да ги интегрира помалите заедници, се чини служи како механизам за вдомување на партиските кадри на ДУИ. Идејата за избирање на најдобрите кадри со предност на кандидатот од помалите заедници се претвори во алатка за награда за послушниците на Ахмети. Дел од експертите сметаат дека погрешното читање и погрешната примена на балансерот од страна на политичките партии ја доведе во опасност функционалноста на целиот систем. Професорката Тања Каракамишева за Алфа вели дека не смее да се дозволи стручноста и компетентноста, образованието и работната подготвеност на граѓаните да бидат тргнати на страна и наместо нив да се гледа исклучиво етничката припадност при вработувањето. Балансерот насекаде во светот е замислен како механизам до кој во случај на конкурентност, отвореност и компетитивност при избор на работник на одредено место, во условија ако двајца, тројца или повеќе кандидати имаат еднаков број бодови, во сите квалитативни основи и параметри, на работното место треба да влезе човек кој е еднакво рангирано како и останатите, но нему му се дава предност бидејќи е припадник на некоја подпредставена етничка заедница. Кај нас, единствен критериум за вработување видовме дека стана етничката припад. Јас би рекла пародија од балансер. Според познавачите, ваквиот балансер во Македонија е чиста злоупотреба од партиите. Истиот треба или да се укине, или да претрпи огромни измени со цел на вистина да служи за тоа што е наменет, односно интеграција на помалите заедници. Ако сакаме да направиме вистински реформи во државата, ќе мора целосно да го видоизмениме практикувањето на балансерот. Тука ни стојат на располагање две можности. Првата можност е да го земаме примерот од Америка, каде во 2023 година Врховниот суд ја прогласи за неуставна афирмативната акција, односно балансерот, при приемот на Универзитетот Харвард. И втората можност која што ни стои на располагање е законски да го прецизираме и моделираме овој принцип со цел да стане правичен и да стимулира квалитет. Каракамишева посочува, ако велиме дека консензуалната демократија во Македонија е карикатура на вистинската консензуална демократија, што се практикува на Запад, балансерот е карикатура на западната афирмативна акција што се толерира со цел посоодветна представеност на малцинските заедници во државата. Инаку, така наречениот балансер е содржан во темелните вредности на уставниот поредок на Македонија и е дел од механизмите за спроведување на консензуалната демократија во земјата, односно Охридскиот рамковен договор.